Наместо зголемена продуктивност, поголеми плати и зголемена конкурентна сила, парите кои државата ги дели на фирмите во Македонија, повеќе го зголемуваат капиталот на газдите, стои во извештајот на Европската Унија, изработен од Институт Finance Think. Наодите на оваа престижна специјализирана институција велат дека парите кои компаниите ги добиле по основ на толку фалениот и промовиран закон за финансиска подршка на инвестициите, позитивен ефект имале само по бројот на вработени. Во останатите сегменти разлика нема. Позитивни ефекти недостесуваат во индикациите приходи од продажба, инвестиции во фиксни средства, инвестиции во технологија, зголемување на платите на работниците, продуктивност, парична ликвидност и слично. Во суштина разлика помеѓу тие што добиле и тие фирми што не добиле пари на крајот нема. Стои во анализата. Ова најдиректно значи дека освен што некои ставаат пари во джеп, државната помош е неефикасна. Поради ова, од Европската Унија бараат ремонт на законот и промена на правецот на милиони евра. По светлата страна од оваа анализа се тирзоните, каде се спроведува поинаков развоен концепт. За нив се привлекуваат инвеститори кои самите ќе донесат капитал, ќе делат поголеми плати и редовно ќе го полнат буџетот. До сега во тирзоните се влезени околу 1 милиарда евра, а наша цел во наредните 3-4 години е оваа сума да се удвои. Сегашните 14.000 работни места да се зголемат на 25.000, а платите да пораснат помеѓу 30 и 50%. Се надева директорот Јован Деспотовски. Но колку брзо ќе се ремонтира законот за финансиска подршка кој дозволува милиони евра да течат и да збогатуваат поединци, не е јасно. Не е јасно ниту зошто не се бара одговорност од оние кои парите ги зеле, а ефекти нема. Но од се во ова е јасно друго. Од 141 земја, Македонија е на 126 место по конкурентност.